се слушна литургија на македонски јазик во српскиот храм Свети Сава во Белград. Човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Голем број верници го исполнија храмот. По цели 55 години двете цркви, Македонската православна црква Охридска архиепископија и Српската православна црква, одржаа заедничка литургија, а богослужеа поглаварот македонски и охридски архиепископот Стефан и српскиот патријарх Порфирий. Се молимо за најсветијега патријарха нашега Порфирија, блажењејшего архиепископа Стефана. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан пред верниците порача дека е воспоставено единство со Српската православна црква и дека е уверен оти до крајот на овој месец Српската црква уште на овој сабор ќе ја предложи на Цариградската патријаршија и конечно решавање на автокефалниот статус. Ние во Македонската православна црква Охридска архиепископија непоколебливо веруваме дека уште деновиве ќе доживееме полна радост. Радост во Господа, со одлука од вас, ваша светост, заедно со браќата архиереи на Српската православна црква. Имено, знаеме колку е добро да се слави Господ и да му се пее на името на Севишниот. А знаеме дека сте подготвени да помогнете уште на овој собор, повеќе децениската тага да се претвори во постојана радост. Како што бијат камбаните на црквата Свети Сава, така бијат и нашите срца од радост. Поради овој благословен ден, порача српскиот патријарх, посакувајќи им добре дојде на браќата од Македонија. Ми смо у Христу едно, у цркви едно. И ево овај одзив, браќа и сестара, iz Beograda, iz Srbije, ali iz Makedonije ovde danas pokazuje da srce vernog, dobrog, čestitog našeg naroda, naših naroda čestitih je kucalo i naročito sada snažno kuca za sve nas i zajedno sa nama. Kuca ritmom Hristovim. To nam pokazuje da nas je Gospod pogledao, da nas je Gospod pomilovao. На литургијата присуствуваше и Јован Вранишковски. Овој je dan stvorio Gospod da se radujemo i veselimo u njemu. Treba dati veliko priznanje i poštovanje arhijerejima iz Makedonske pravoslavne crkve na čelu sa arhijepiskopom Stefanom, koji su izdržali nerazumne i protiv crkvene pritiske. На почетокот на мај, Цариградската патријаршија ја призна Македонската црква како канонска, а во понеделникот Саборот на Српската православна црква воспостави канонско единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Деновиве се очекува да продолжи диалогот помеѓу Македонската и Српската православна црква, кој досега се водел зад затворени врати, а најверојатно така и ќе продолжи. Високи црковни извори уште пред неколку дена за Алфа открија дека МПЦ-ОА и СПЦ веќе се има договорено за доделување автокефалност, а автономијата е само преодна фаза, како што налагаат канонските правила. Непосредно по завршувањето на Српскиот сабор, до кога се очекува препораката за автокефалност, е закажано и заедничко сослужување на македонскиот архиепископ Стефан со вселенскиот патријарх Вартоломеј на празникот Педесетница на 5 јуни во Константинопол.